Почитувани, добар ден, ги следите вестите на Канал 8. Локалната самоуправа на Кочани ќе асфалтира 5 улици во исто толку населени места во општината, за што обезбеди околу 160.000 евра. Во моментот тече тендерската постапка за избор на изведувач на градежните работи, за кои ќе треба да ги реализира во рок од 10 месеци. 5 улици во исто толку населени места во општина Кочани ќе бидат изградени и асфалтирани. Локалната самоуправа планира да потроши над 10 милиони денари за изведба на проектот, со кој ќе им се подобрува сообраќајниот пристап на жителите во неколку села. Средствата се обезбедени преку платежната агенција со програмата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој. Свое учество ќе има и општината од сопствениот буџет, при што ќе го плати износот за данок на додадена вредност. Според техничката спецификација во тендерската постапка, се планира изградба и асфалтирање на улицата Михајло Арсов во Прибачево со должина од околу 270 метри, потоа Ангел Донев во Оризари долга 180 метри, крак 4 на улицата Маршал Тито во Мојанци со должина од околу 200 метри, Тоде Паунов во Долни Подлог од 220 и Ангел Стојчев во Тракање од 150 метри. Дополнително на улиците во Прибачево и Долни Подлог ќе бидат изведени банкини со широчина од по половина метар, додека на улицата во Оризари пак ќе бидат изградени тротоари од двете страни на коловозот со вкупна површина од 460 метри квадратни. Рокот за пријавување на заинтересираните градежни фирми трае до 2 октомври, пошто со најповолниот понудувач ќе биде склучен договор. Согласно тендерската документација, тој ќе има обврска споменатите улици да ги заврши во рок од 10 месеци, односно до средината на идното лето. Асфалтирани нови 450 метри селски улици во Драгобраште и Блатец. Од вторник ќе се асфалтираат улици во селата Лески и Градец. Инвестицијата за асфалтирање улици во населените места изнесува 13 милиони денари. Од викендот е асфалтирана улицата во малото Чукарли во село Драгобраште Виничко во должина од 200 метри, а веќе во понеделник во попладневните часови започна асфалтирањето на улица во местото викано Водарница во селото Блатец, која води до селските гробишта. Денеска се асфалтира улица во Блатец во должина од 270 метри и ширина негде над 3 метра. Од Водарницата до гробиштата ова улица беше пропадната, ево денеска ја вршиме повторно асфалтирање. Тоа местната заедница и мештаните постепено решават инфраструктурни објекти, која беше кај нас главна улица, која беше и прва изградена, денеска ја правиме нова, која ќе функционира понатаму. Од вторник асфалтирањето продолжува во селата Лески и Градец. Во секое населено место во општината се асфалтираат улици, кои се избрани како приоритети од местните заедници. По асфалтирањето на улиците во село Истибања, Јакимово, Пеклани и во саботата во Драгобрашта, сега продолжуваме со реконструкција на прва улица, а тоа е во село Блатец. Ова улица е во должина од 250 метри, меѓутоа се предвидени најпрво крпење на дупките, потоа премачкување со емулзија и поставување на нов слој на асфалт. А од утре натаму продолжуваме во другите населени места, продолжуваме во Градец, па во Лески и на крајот ќе се вратиме во градот Виница. Во изминативе 2 недели во рамките на предвидениот тендер на општина Виница во висина од 13 милиони денари се асфалтирани повеќе од 1000 метри селски улици во Истибања, Пеклани, Драгобраште, Јакимово и Блатец. До крајот на годината општина Кочани планира да распише уште еден повик за продажба на државно градежно земјиште на кое ќе може да се градат објекти за индивидуално домување, како и за стопански намени. Вкупниот приход од продажбата се очекува да изнесува околу половина милион денари. Поради зголемениот интерес за изградба на објекти за домување и за стопански намени, локалната самоуправа на Кочани пристапува кон измена и проширување на годишната програма за уредување на градежното земјиште во државна сопственост. Според веќе изготвениот план,
До крајот на оваа година ќе се понудат на продажба уште 8 парцели со вкупна површина од 3800 метри квадратни, наменети за изградба на објекти за индивидуално домување. Исто така се планира да бидат понудени и 3 градежни парцели со слична површина, наменети за лесна индустрија и за капацитет за откуп и примарна обработка на земјоделски производи. Продажбата на парцелите ќе биде објавена идниот месец и се очекува да ги задоволи барањата на инвеститорите, кои извесен период чекаа на ваквата можност. Најголем дел од земјиштето за индивидуално домување што ќе се најде во понудата е во населбата Драчевик, додека стопанствениците ќе можат да купат парцела во местноста Белски дол и Виничка вада. Со планираната продажба во општинскиот буџет треба да се слеат околу половина милион денари, со што ќе се обезбедат дополнителни средства за реализација на програмата за уредување на градежното земјиште. Последната понуда на државно неизградено земјиште беше успешно реализирана на почетокот на годината, кога локалната самоуправа на Кочани продаде 7 парцели за индивидуално и колективно домување, како и 3 градежни плацеви за викенд куки на Пониква. При тоа беше остварен нето приход од околу 15 милиони денари. Учениците од Свети Кирил и Методи во улога на млади пратеници во Собранието на Република Северна Македонија зедоа учество во настанот кој има за цел да ги запознае учениците со работата на Собранието. Активноста е дел од наставната програма по предметот граѓанско образование. На покана на Собранието на Република Северна Македонија, ученици од Основното училиште Свети Кирил и Методи од Кочани учествуваа во работилница на тема Детски парламент. Станува збор за настан преку кој учениците се запознаа со работата и просториите на Собранието, начинот на кој се носат законите во Собранието, а остварија и средба со пратеници. Учениците упатија и пораки до пратениците, а играа и улоги на млад пратеник на тема замена на класичните учебници со електронски. Инаку на настанот учествуваа вкупно 14 училишта од државата, а од Кочанското училиште учествуваа учениците Љупка Јорданова, Славче Донев, Илина Коцева и Јован Филипов, предводени од Лилјана Арсова, училишен психолог, мастер обучувач, ментор на новата програма за граѓанско образование. Во рамки на работата на новиот концепт за граѓанско образование, во кој што се бара учениците всушност да имат нов однос кон она како се организира општеството, самиот концепт нуди дека треба учениците да бидат активни членители во тоа како ќе функционира средината околу нив и самото општество. Во тие рамки, всушност и програмските содржини се модифицирани со новиот концепт. И сега кога учениците ги изучуваат овие содржини, најубаво, најпластично се учи кога тоа се прави на лице место и се гледаат институциите како функционираат. За таа цел ја искористивме поканата на Парламентарниот институт и го посетивме Собранието на Република Северна Македонија, со тоа што имавме активности кои што претходно требаше да ги подготвиме во училиште во рамки на програмските содржини и исто така да се представиме таму. Сето тоа е со цел учениците да имаат ново искуство, меѓутоа и учењето на овој начин е многу побогато и подобро, особено кога се работи со содржини од ваков тип. Самото искуство беше голямо за самите ученици, со тоа што научија многу од самата посета, а исто така и самите се ставија во улога на млади пратеници, со тоа што и дополнително искуство има со самите содржини. Целта на самата програма е всушност и учениците да ги извештиме да бидат поактивни граѓани, за разлика од тоа да бидат пасивни посматрачи на сето она што се случува. Така да целта со која што ни беше посетата ја остваривме, се презентиравме, меѓутоа и научи учениците многу за работата на самото собрание, а во исто време и самите нивни искуства ќе се трајни и цел живот мислам дека ќе ги споделуваат и со другите, а и за нив ќе биде едно плюс за да можат понатаму да действуваат како активни граѓани на нашето општество. Имавме несекојдневна прилика и ни беше чест ние како ученици на Основното училиште Свети Кирил и Методи Кочани да учествуваме на детскиот парламент. Имавме организирана прошетка низ Собранието и низ собраниските простори и гледавме на кратко анимиран филм како тоа се донесуваат законите во Собранието на Република Северна Македонија. Една од целта ни беше да со помош на проектот им кажеме на пратениците повеќе да го подржуваат народот. Ние испративме мисла до нив, имавме средба со пратениците и им ги кажавме некои
од нашите проблеми и како мислиме да ни се подобрат. Тие не се слушаа, имавме кратко разговор со нив и убаво си поминавме целиот настан. Ние заедно со група ученици учествувавме на детскиот парламент, каде што имавме можност да се ставиме во улога на млади пратеници и да дискутираме на зададената тема замена на печатените со нови учебници и да даваме своји аргументи за или против. И мислам дека ова беше едно убаво искуство за сите нас и дека ова ќе го паметиме кога сме се ставиле во улога на млади пратеници. Ние како училиште и представници на нашето училиште Свети Кирил и Методи од Кочани и нашата општина бевме во Собранието на Република Северна Македонија и имавме незаборавно искуство кое би го паметиле со оглед на тоа дека материјалот кој го учиме по граѓанско образование го имавме на лице место да го видиме и да ги сватиме содржините многу појасно. Им се заблагодаруваме на поканата. По работите што ги видовме, мислам дека би можеле да бидеме пратеници. Во текот на работилницата преку интеракција се даде можност да се прошират знаењата од наставната програма по граѓанско образование за работата на собранието и пратениците, како и за стекнување вештини за дебатирање и застапување на сопствените аргументи во улога на млади пратеници. Активноста е дел од наставната програма по предметот граѓанско образование. Две први и 3 трети места за пензионерите од Кочанското здружение на Републичката спортска олимпијада што викендов се одржа во Радовиш. Кочанските пензионери најдобри се покажаа во дисциплините стрелаштво жени и скок од место. На 24-ти републички спортски надпревари што викендов се одржаа во Радовиш, пензионерите спортисти од Здруженијето на пензионери Кочани постигнаа значајни резултати. Во силна конкуренција со учество на спортисти пензионери од 53 здруженија од целата држава, кочанските пензионери освоија 5 медали и тоа 2 златни и 3 бронзени. Од Кочанската пензионерска организација учествуваа 31 спортист во 10 дисциплини и се вратија со 2 златни медали во дисциплината стрелаштво жени и поединечно скок од место Ѓорги Николов. Бронзените медали ги освоија во дисциплините екипно шах-мажи, шутирање пенали и теглење јаже. И останатите учесници од Здруженијето на пензионери Кочани постигнаа значајни резултати со освојување на 4 и 5 места и врз основа на тоа кочанските пензионери се пласираа 4 во државата од вкупно 53 пензионерски здруженија, што е одличен резултат. Постигнатите спортски резултати на кочанските пензионери се должат на ангажираноста на Здруженијето на пензионерите од Кочани, кое за постигнување на врвни резултати вложува големи финансиски средства. Следува информацијата од спортот. Викендов се одигра петото коло од втората фудбалска лига Исток, во која Осогово на домашен терен со 1:0 ја победи Прилепска Победа. Пинпонгарите на Кочани пак во првото коло претрпеа пораз од екипата на Крива Паланка. Фудбалерите на Осогово конечно победија и ги освоија првите 3 бода во првенството на втората фудбалска лига Исток. Викендов беа домаќини на надпреварот со победа од Прилеп, што го добија во своја корист со резултат од 1:0. Голот беше постигнат од пенал на крајот од првото полувреме, а стрелец беше Стојков. Ударот од 11 метри беше досуден поради тоа што еден од гостинските играчи играше со рака во казнениот простор, пошто судијата Величковски покажа на белата точка. До крајот на надпреварот имаше уште неколку шанси за гол на двете страни, но тие останаа неискористени. Со 3 бода, жолто-сините се помрднаа од дното на табелата, а поради подобрата гол разлика сега се предпоследни, пред Питу Гули, но зад победа. Во следното коло ги очекува уште еден тежок меч на гостувањето во Струмица против Беласица. Викендов стартуваше и правенството во првата и Суперлигата во пинг-понг, при што првото коло се играше турнирски во Штип. Екипата на Кочани имаше тежок противник и се сетна со тимот на Крива Паланка. Нашите пинг-понгари доживееа убедлив пораз од 4:0.
Ако може да биде некаква утеха, е фактот што кривопаланчани во преодната сезона имаа играчко засилување, па важат за еден од фаворитите во овогодишното првенство. Почитувани, тука ги извршуваме вестите на Канал 8. Останете и понатаму со нашата програма. Довидување.